Радио дебата на УГД ФМ. Клучи се. Два тима, една тема, многу аргументи. Подгответе ги и вашите. Дебатираме во Радио дебата на УГД ФМ. Радио дебата на Универзитетското радио 91 МГц, 18 часот и 8 минути. Дебатираме секој петок на оваа фреквенција на различни теми. Овој петок и во живо, во отворено студио на некој начин во студентското бифе на Економскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев. Добре дојде и за луѓето кои што се овде во студентското бифе, добре дојде и за оние кои што сте на фреквенцијата од 91 МГц. Денеска ќе дебатираме на една многу интересна тема, како и секогаш. Дебатираме на тема или теза комерцијалните медиуми не можат да бидат објективни. Ова е теза која што е доста актуелна, особено и кај нас и особено во последно време, за тоа дали медиумите воопшто можат да бидат објективни на некој начин. Во тимот на афирмативците ќе ги имаме студентите Кристијан Панев и Мартина Георгиева, односно тоа се студентите од универзитетот кои што се практично и домакини на ова радио дебата. Тие сметаат дека медиумите не можат да бидат објективни, особено комерцијалните медиуми дека не можат да бидат објективни. Во тимот на негативците, односно оние кои што ќе си ја бранат професијата, а тоа се Борјан Јовановски и Лирим Дулови, долгогодишни новинари, уредници во различни медиуми. И тие ќе се обидат да ја одбранат тезата дека новинарите или медиумите можат да бидат објективни. На почетокот ќе се обидам да направам еден вовед за тоа што ќе дискутираме, за објективноста на медиумите или нивната субјективност, пристрасност. Ноам Чомски вели дека медиумите задоволуваат одредена општествена цел, но многу различна од онаа што ни е представена. Нивната општествена цел, вели тој, е да ги бранат економските, социјалните и политичките агенди на привилегирани групи кои доминираат со одредено конкретно општество. Го прават, вели, ова според различни начини, преку филтрирање на информациите, преку селекција на насловите, преку селекција на аглите на информирање, преку тонот, понекогаш преку едноставно фабрикување на фактите, вели Чомски. Најважно од се, вели, нивната цел е да ја ограничат дебатата, работите да се одвиваат во одредени рамки кои им одговараат единствено на елитите кои го имаат општеството под контрола. Ова помалку конспиративна теза на Чомски зборува за една темна страна на медиумите, да бидеме искрени, една мрачна улога која што играат новинарите во општеството. Јас сепак би сакал да мислам дека меѓу новинарите нема некој таков, односно дека имат таков со фенер во рацете кој што светло ги гледа работите. И една многу важна работа која што сакам да истакнам, се однесува на објективноста на медиумите, дека ако се согласиме дека медиумите не можат да бидат објективни, тогаш јасно ќе ставиме до знаење дека секој од нас, дека секој би можел да ги контролира. Тогаш борбата нема да се однесува на тоа дали ќе бидат контролирани или не, туку колку ќе бидат контролирани, односно кој ќе ги контролира медиумите. Законската легислатива и на Македонија, и верувам и европската и светската, дозволува некоја објективност и слобода на медиумите, не мешање во уредувачката политика и така натаму. Верувам дека ќе успееме да ги изслушнеме искуствата на долгогодишните новинари, и ќе слушнеме, ќе ги исцрпиме аргументите од другата страна. Најпрвен ќе им дадам збор на студентите, само и за слушателите да објаснам дека имаат можност да коментираат на facebook.com/UGDFM, twitter.com/UGDFM, таму ги слушаме вашите коментари. Имаше коментари уште на ивентот кој креиравме за ова радио дебата, ќе ги прочитаме нешто подоцна во програма. И давам збор на Мартина Георгиева од тимот на афирмативците, кој што ќе зборува за тоа дека медиумите не можат да бидат објективни. Ги потсетувам од спротивниот тим дека имаат право на реплика, на 2 реплики за време на нивниот говор. Повели. Почитувани дами и господа, ми представува огромна чест и задоволство, токму што денес мене ми припадна честа да отварам оваа дебата, затоа што сметам дека денешната теза е мощна и интересна, а при тоа не засага сите нас. Ние како афирмативен тим сметаме дека комерцијалните медиуми не може да бидат објективни и при тоа сметаме дека состојбата со медиумите е уочена, бидејќи наместо прогрес во нивната независност, државата се соочува со уназадување и при тоа потежок пристап до едно објективно и непристрасно информирање. Со тоа што новинарите во денешно време сметаме дека се починати и омаловожени на еден начин, тие се
се третирани како мегафони на власт. Според мене, кулминација доживеа на 24 декември, кога собраниското обезбедување ги изфрли новинарите од салата, и според мене тоа е денот кога беше всушност докрајчено независното новинарство. Сметаме дека новинарите се третирани како послушни работници кои што пренесуваат нарачени текстови, после дотаму каде што имаме и тематски пресконференции на кои што е забрането да се постави друго прашање освен оние кои што се однапред договорени и на кои што новинарот на еден начин има само задача да ги пренесе говорите онака како што однапред е договорено, односно онапред како што однапред му е кажано. При тоа се споделуваат извештаи секојдневно на нашите медиуми, меѓутоа се споделуваат извештаи онака како што им одговараат на нивниот политички ментор, односно на онаа политичка власт која што стои за еден одреден медиум, со тоа што се изнесуваат гледишта, односно се изнесуваат извештаи без при тоа да им се даде можност на граѓаните сами да дојдат до тој заклучок, односно да им се посочат изворите од каде се доаѓаат до тие информации кои што се изнесени пред јавноста и со тоа што вест е објавена без можноста читателот да добие една вистинска слика за она што навистина можеби се случува. Секојдневно сме можеби сведоци на нарушење на сите новинарски, меѓутоа и на голем број на етички кодекси кои што дел од новинарите ја пременуваат, да речеме, границата и полека нивната објективност се руши, односно имаме криза од квалитет на јавно информирање и веродостојност на всушност информации кои што самите новинари ни ги пренесуваат, кои што ги гледаме во нивните емисии, при тоа и колумните кои што ги пишуваат. При тоа самите медиуми најчесто се составени од индивидуи, меѓутоа тие се финансирани, како што веќе реков, од политички партии, кои што го одредуваат начинот на кој што ќе се филтрираат информациите и во чија полза би оделе тие информации. Одредени новинари наместо да ја пренесат информацијата, тие ја толкуваат на свој начин со тоа што ја вадат од контекст до крајна мера и не му возможуваат на граѓаните да дојдат до вистинската слика на стварноста, односно не наведуваат на некој погрешен заклучок со тоа што го изнесуваат само она кој што им одговара да го презентираат на нив како медиум, па дури некогаш и директно ни насочуваат што е тоа што ние како граѓани, односно како личности би требало да го мислиме, односно би требало да го знаеме. Поголем дел од медиумите за време на изборите во земјата, односно за време на изборниот процес, ги прекршиле правилата на непристрасно информирање. Тоа е извештај кој што го прочитав, односно беше направен од страна на високата школа за односи со јавноста и при тоа токму ваквите извештаи потекнуваат говор на омраза и некоја негативна дискриминација на одредена етничка група, меѓутоа известување на медиумите со тоа што го крши кодексот на непристрасно информирање, а медиумите се стават во една функција, односно функција на една или на друга страна во зависност од тоа што бранат. Влијанието на политиката врз самото уредништво на овие медиуми не само што ја доведуваат во прашање објективноста на медиумите, туку и влијаат и врз резултатите на изборниот процес со тоа што ги наведуваат граѓаните за што би требало да гласаат. Исто така негативната улога која што имаат самите медиуми врз општеството предизвикува низа на стереотипи и предрасуди, односно поелби. Исто така би сакала да споменам на друга негативна страна во однос на медиумите, а тоа е дека имаме низа на настани кои што беа премолчени од страна на медиумите, односно низа на настани кои што граѓаните немаа можност да ги видат или на крај тоа беа низа на настани кои создаат на крај нескривена слика за она што навистина се случуваше. По така сите тие настани ние можевме да ги видиме, односно можевме за нив да знаме преку социјалните мрежи, каде што голем број на луѓе изреволтирани поради тоа што медиумите не пренесуваат толку важни работи, постојано известуваат, па ние можевме да знаеме. Меѓутоа, конкретно примерот беше со тоа што имавме 13 годишно дете кое што беше нападнато од маскирани лица, кое што беше сечено со нож и притоа му беа нанесени тешки повреди. Сето тоа не беше известено од страна на нашите медиуми. За само по неколку дена да се случи, исто така 15-тина група на млади албанци по излегување од училиште повторно да бидат нападнати од група на маскирани лица, да им бидат нанесени тешки телесни повреди, меѓутоа ние повторно за тоа ништо не дознавме од страна на нашите медиуми. Потоа следеше протестот против именување на еден од нашите министри, кој што откако започна мирно, меѓутоа потоа излезе од контрола, повторно да биде нападната група од албанци, меѓутоа ние повторно за тоа ништо да не бидеме известени од нашите медиуми.
со тоа што тие со нив се однесувале на најкрут начин, со тоа што биле тепани со ладни оружје, така и натаму, и сето тоа што уште пожелно е, што можело сето тоа да се види на многу албански медиуми, меѓутоа не можевме за тоа да знаеме и на нашите, односно македонските. По социјалните мрежи се водеше жестока дебата за настанатите ситуации, па така ние граѓаните можевме од тоа да знаеме нешто и да увидиме, меѓутоа нашите медиуми почна да известуваат за тоа дури откако настана протест кој што беше организиран од страна на граѓани од албанска врсовост, меѓутоа претходните протести ние не дознавме ништо. Во исто време ние граѓаните кои што немаме пристап до албанските медиуми, како поради тоа што не го познаваме јазикот, не можевме да дознаеме ништо за тоа и бевме препуштени на нашите македонски медиуми. На тој начин испадна добивме на сервирано приказно кој што на крајот исто така беше пак во полза на медиумот кој што му одговара, а со тоа што ние граѓаните повторно бевме на некој начин изманипулирани. На крај би сакала да кажам дека многу од новинарите и не се смелуваат, односно не се смелуваат да работат на начинот на кој што треба, бидејќи тие се заплашувања од страна на самите медиуми, можеби дека ќе бидат исфрлени од работа или дека ќе има некои други последици. Би сакала да кажам честно на оние новинари кои што и покрај закањите кои што ги добиваат секојдневно сепак се држат до професионалноста и ја работат својата работа на начин како што би требало тоа да биде. Тоа би била сред мене. Благодарам. Хем фала на Мартина кој што тимот на афирмативците кажа многу силни на некој начин обвинувања кон новинарите и кон новинарската фела. Не знам кој прв Борјан, веројатно од тимот на негативците, односно оние кои што треба да ја одбранат професијата и новинарството и објективност. Повели Борјан? Ја малку тешко е спротивставам, бидејќи горе-доле можам да потпишам се што да кажа и да се согласам со тоа, бидејќи тоа е така. Она што сакам ја да го кажам во врска со темата дали комерцијалните медиуми можат да бидат, јас објективни зборот некако, не знам, не ми е јасно што е тоа објективен медиум. Можеме да се ограничиме во известувањето. Професионални и непрофесионални, толку тоа е тоа. Ако ние пристапиме од оваа гледна точка, од оваква една диагноза на состојбите, која е апсолутно на место и е точна, тогаш да, веројатно ќе заклучиме дека комерцијалните медиуми не можат да бидат професионални, но пожелно е за да се сочуваме самите себе си и некои универзални вредности, да работите ги ставиме во еден поглобален контекст, бидејќи во ово општество вакво како што е, системот на вредности во секој сегмент е за жал девастиран. Така истото и со медиумите. Вие не можеме да говориме каде за комерцијален медиум, прво за комерцијален медиум не знам како може да стане збор кога ние воопшто немаме во Македонија пазар, односно принципите на пазарна економија не важат како ни во другите гранки на стопанството, така ни во пазарот на медиумите. Па, со оглед на тоа, нормално е дека не можеме да говориме ни за дека од вакви какви што се комерцијални, условно речено, а по мене не се комерцијални, него се чиста алатка, инструмент политички за остварување на некои други бизниси, трети, политички цели и така натаму, не може да биде, но јас би ги охранил студентите, се разбира, да не бидат разочарани од тоа и да бараат и во Македонија да почнат да функционираат некои универзални вредности, какви што се принципите на пазарната економија и професионализмот. Доколку говориме за општество, за пазар, во кој што важат принципите на пазарната економија, во тој случај по мене многу е логично да консументите, односно оние од кои зависи медиумот, оние кои плаќаат, оние кои ја прават вашата гледаност, вашата читаност или слушаност или посетуваност, зависи за тоа каков вид на медиум станува збор. Нормално е да тие консументи посакаат да добиваат информација која е релевантна. Информација која е релевантна може да обезбеди само медиум кој работи, односно медиум кој обезбедува новинарите во тој медиум да работат професионално. Доколку работите така ги поставите, многу е логично дека
во тој случај тој медиум ќе биде посетуван, читан или гледан и со оглед на тоа, таква е тоа е логиката на пазарот, тоа е тој што ќе ги привлече и рекламите, односно добар дел од маркетиншкиот колач. Да немаме забуни, луѓето кај нас, да, може имаат потреба и од сензации, имаат потреба да гледаат турски, индиски серии, не знам што, но во секој случај сакаат да добијат релевантна информација. И колку што гледам, јавноста многу добро препознава што е релевантна информација, што е манипулација со јавност. Впрочем, тоа ќе го забележите по трендот кој е неверојатен, мака експлозивен тренд, растечки, на влијанието кое го добиваат социјалните мрежи. Тоа е индикатор дека поголемиот дел од граѓанството едноставно ги отфрла медиумите кои сега се нудат и она што тие го нудат на пазарот. Но предпоставката, доколку се сменат критериумите и имате газда, односно некој кој е собственик на некој комерцијален медиум и има цел да прави со тој медиум бизнис, тој газда би требало нормално да сака да има професионално изготвен производ. Тоа е исто како се бавите со чевларство, сакате да успеете на пазарот, треба да имате професионално направена чевла. И тоа е, нема што. Доколку ви е чевлата фалш, не ви поминува на пазарот. Истото и со, по мене, и со новинарството и она што вие го нудите на пазарот како ваш производ, а тоа е информацијата. И да не врзам сега во круг, многу е битно, значи, вработите да се вратат во една нормална состојба, да се воспостават базичните принципи на демократско и пазарно општество, и ако тие принципи важечки и живи, во тој случај јас немам дилема дека комерцијалниот медиум може и изводливо е да биде и професионален. Оред, ти благодарам, Борјан. Изнесе интересни факти. Генерално, може би се согласија на дел од аргументите со студентите за тоа дека медиумите е тешко да бидат професионални во ваква констелација на работите. Јас во овој момент ви прочитавам некои од коментарите кои што имаме на социјалните мрежи, односно на Facebook. Знам дека на ивентот уште неодамна Роберто Беличанец коментираше, тој е така човек кој што се занимава со медиумите и со анализа на медиумскиот простор. За објективноста, вели, такво животно меѓу луѓето нема. Тој што инсистира на објективност треба да знае дека само Бог, кога би бил новинар, би го задоволил тој критериум на објективност. Веројатно е навистина многу тешко да се задоволи критериумот на објективност и покрај тоа ако се почитуваат сите новинарски правила за тоа што би требало да биде објективно. Некој вело дека објективноста е доволно би било да се биде објективен, да е доволно да се прашаат двете страни за одредено прашање. Тука новинарот го задоволува елементот на објективност. Јас им давам збор на студентите, односно на Кристијан Панев, оние кои што сметаат дека комерцијалните медиуми не можат да бидат објективни. Кико повели? Здраво на сите и од мене. Она што би сакал да го зборувам по поглед на објективност на новинарството, најпрво би сакал да го лоцирам проблемот зошто новинарството не е објективно, барем не во Македонија, според мене. Се состои лоцирањето на проблемот во три сегменти. Најпрво во регулаторните тела и органи кои што се задолжени да го регулираат тој дел на професионалното новинарство, второ во новинарските куќи кои постојат како такви, и трето, и кој што според мене е најголемиот проблем, е во самите новинари. Зошто во самите новинари токму на тој дел најмногу ќе посветам внимание? Затоа што нивната професионалност и објективност, нивната диплома и професија ја ставаат во заден план пред интересите на нивниот собственик и пред интересите на издавачката куќа, односно новинарската куќа во која што работат. Во Македонија самите новинарски куќи, самото новинарство функционира под директно влијание на политички, економски или други интереси. Обично врз тој медиум стоја на политичко-економска
групација која што го диктира начинот на пренесување на информацијата и начинот на обработка на темите. Резултат на тоа е што во Македонија немаме истражувачко новинарство или не буквално можам да кажем и дека немаме, бидејќи освен Код на Снежана Лупевска, јас како студент не сум запознаен со друг вид на истражувачко новинарство, и од друга страна немаме дебата, што значи дека немаме ни квалитетна информација која што би се пренесувало до самите граѓани кои што очигледно според мене сакаат да ја слушнат. Зошто сакаат да ја слушнат? Тоа се виде и во говорот на господинот Јовановски, бидејќи повеќе се обрнуваат на социјалните мрежи, повеќе се обрнуваат на Facebook и Twitter и оттаму сакаат да добиваат информација која што според нив е поквалитетна информација отколку од медиумите кои што постојат. Зборувам за традиционалните медиуми. Оно што друго би сакал да го напоменам е проблемот кај новинарите и кај самите издавачки куќи во овие комерцијални медиуми е во тоа што позади нив секогаш стои еден собственик кој што го диктира начинот на кој што се пласира информацијата. Не може еден новинар, барем во македонското општество, да си дозволи да пласира информација која што не оди во полза или во корист на самиот собственик на таа новинарска куќа. Според една анкета која што ја прочитав неодамна на интернет, 90% од самите новинари се изјаснуваат дека најпрво му се најавуваат на својот газда пред да ја пласираат информацијата во јавноста, што доста зборува за тоа каква информација ќе пласираат во јавноста. Од друга страна, на новинарите кои што не го слушаат својот газда или оние кои што ги плаќаат рекламите, која што е нормално дека за еден медиум да работи и да го добие маркетиншкиот колач, нели некој го плаќа тој маркетиншки колач и новинарите на еден начин ги заскриваат или директно не ги пласираат информациите кои што не им одговараат на тој понудувач. Од таа страна, тие и некои од нив кои што не се согласуваат на таа политика се дисциплинираат, заминуваат во друг медиум или остануваат без работа. До друга страна им се сугерира на новинарите или им се даваат така наречени пријателски совети за тоа што треба да објавуваат, што треба да пласираат. Во Македонија, како резултат на тоа, како што реков, немаме дебата, немаме критичко размислување на самите новинари кои што ќе поттикнат една квалитетна информација да допринесе до јавноста и да го отворат умот на јавноста и да ги наведат граѓаните на критичко размислување. Од друга страна, им се даваат одредени форми на кои што се пласира информацијата и дури и самите фирми кои што се рекламираат на тој медиум, на еден начин постои условно кажано на забрана да се зборува лошо за таа фирма која што се рекламира на тој медиум, кој што патем виновен за тоа според мене е пред се самиот новинар, бидејќи позади сето тоа ја става својата диплома за која што макотрупно студирал, поради тоа ја става позади сето тоа ја става својата професионалност и својата улога како новинар во едно општество. Нели новинарството требаше да биде четвртата власт во онаа поделба на власта која што ќе ја кажува вистината, која што ќе ја изнесува квалитетната информација до јавноста и ќе ги информира граѓаните за се што се случува и за се за што се засегнати тие. Од друга страна, Македонија се нашла на 116-то место според слободата на печатот од вкупно 170 земји кои што се испитувани, и тоа во друштво со Нигерија, Венецуела и Непал. Тоа значи дека во Македонија дури и однадвор не гледаат како држава која што има слобода на печатот и слобода на медиумите. Тоа доста зборува дека објективноста на самите новинари, особено во комерцијалните медиуми, не е на ниво на кое што би се почитувал и етичкиот кодекс, би се почитувал и професионалноста на самите новинари. Тоа значи дека базичните принципи во новинарството не се опфатени. Дали може, беше прашањето кое што јас го поставувам, дали може тие базични причини на новинарството, тоест базични принципи на новинарството да бидат запазени во комерцијални медиуми, кога знаеме дека самиот собственик на таа новинарска куќа е тој кој што им дава плата, тој кој што им дава условно речено леп на тие новинари, и дали тие новинари би можеле да пласираат информација која што оди контра на на сопствениот газда. Тоа прилика би било се од мен. Пред ти благодарам, Кико. Од досега изложеното добив впечаток дека новинарството нема смисла да постои и нема смисла да постојат впрочем и новинарите ако сето тоа е контролирано и ако тоа контролираат 5 до 6 луѓе. Можеби тоа
тоа е резултат на општеството во кое живееме. Големите светските медиуми внимаваат исклучително на таа објективност, иако не мора да значи дека се, но барем медиумските куки кои што се посериозни се обидуваат менаџерите и новинарите да ги одделат во секој смисол. Знам дека дури во некои медиумски куки се возат во посебни лифтови менаџерите и новинарите за да немаат контакт, се со цел да се избегне било какво влијание. Доколку јавно се видат во друштво менаџерите или оние кои што се рекламираат во медиумите со новинарите, односно со оние кои што креираат содржините, тоа би било на морално би било осудено од јавноста во секој случај. Но веројатно кај нас не е таква причината, не е таква работата. Би му дал збор на Лирим Дулови, кој што исто така долгогодишен новинар и кособственик на медиум, ми се чини. Да. Да, и кој што има сигурно свој став околу ова. Повели. Да. Јас мислам дека за разлика од колегите млади сум во предност затоа што сум и новинар и еден од ретките новинари кој што поседува весник и го менаџира. Затоа што тоа се две страни на една медаља и сосема различни приоди сум имал кога сум бил новинар, различни размислувања и уште сум новинар, но сега од позиција на собственик, значи не е тоа истата страна, има некоја разлика. Па што да ви кажам на кој дереđe дојде на новинарството, е еден примерок. Живеам од таа професија веќе 15 години, но можам да ви кажам за последниве 2 години дали 2 пати сум гледал нечи вести на телевизија кај нас. Пред една недела се одлучив да гледам едни вести, случајно бев на гости кај некои комши и слушам една информација, се пласира, некоја хакери нападнале веб страна на една телевизија, и тоа беше бомбастично најавено и на крај се распрашав, баш ми беше интересно кои биле тие хакери, што било работава. Испадна, според контактиве што ги имам преку луѓе, дека таа телевизија не била нападната, нивниот вебсайт не бил нападнат од ни една хакерска група, туку им снемало струја во серверот и за да се оправдат пред клиентиве што ги имаат и ги рекламираат на нивната веб страна, измислиле таква лага. Значи, со еден збор, во Македонија има многу добри новинари, има и многу лоши новинари. Добрите новинари или работат во некои маргинални медиуми, а за жал лошите новинари работат во тие главните медиуми. Дали тие се комерцијални, тие не се комерцијални. Да беа комерцијални, немаше никој да ги вработи најлошите новинари кои што никогаш не биле ни познати, станале уредници и главни уредници на денеска што ги знаеме, главни медиуми во државата. Зошто нема комерцијални медиуми? Затоа што нема пазар во Македонија. Не е регулиран пазарот, не функционира Македонија според правилата на слободна трговија, слободен пазар. И сега да правиме споредба со 2008 година, 2009. Треба да знаеме дека слободното новинарство зависи од парите. Што посилен медиум, зборувам од економски аспект, толку е поголема слободава и на новинари и на газдава, таа слобода после ќе се пренесува и на новинарот и вистината ќе најде поголемо место во тој медиум. Од 2008, ќе ви кажам еден податок, до сега се поминати 5 години. Ако се земат буџетиве што се делат за реклами, искачат дека 70%, ако 70% се опаднати. Тоа по автоматизам значи дека во такви ситуации ти мора да најдеш алтернативни начини за одржување на медиумот. Кои се тие алтернативни начини? Треба да бидеме толку паметни за да одговориме на ова. Не. Кога нема пазар, секој се обидува да се снајде, да се фати за една сламка и тоа е најлошиот начин. Со самиот факт што велам дека 2 години не сум гледал вести на телевизија, давам јасна слика во кое дереđe е дојдено новинарството во Македонија.
Дали има спас од оваа ситуација? Сигурно дека има спас, но тоа треба да е пред се од економски аспект да закрпне целиот регион. Тоа е прво. Па после автоматски и некои политички влијанија ќе бидат намалени тогаш во државата, бидејќи ќе имаш ти можност да црпиш други извори од комерцијални, од приватниот сектор. Во таква ситуација сигурно секој си искористува шанса за да ја влијае што повеќе и повеќе во медиумот. Инаку, една година сум бил во Америка и накратко едно добро искуство таму. Таму имаш CNN, имаш Fox, тие две големи нетворк телевизии. Едните се со републиканциве, другиве се со демокративе, но има у средина една нетворк телевизиска здружение PBS, кој што во главно се финансира директно од американската публика. Јас сум бил сведок дека еднаш у неделата, не знам колку пати, директно се јавуваат гледачиве и донираат пари. Значи, и тоа важи за Америка, за најобјективна телевизија, затоа што они имат одговорност кон масиве кои што донираат пари. Другиве телевизии не верувам дека CNN би можело да критикува пример British Petroleum, да направи некој прилог против нив доколку они се рекламираат тamo. Било да се работи за British Petroleum. Можат да информираат, но пак на некој заскрен начин ќе ги заштитат нивните интереси. Тоест интересите на самата телевизија. Значи, не е нигде во светот толку убаво, но тука кај нас малце во последно време ептен западнавме у еден бунар што тешко да го ќе излезе. Може ли да го споменеме примерот на CNN, кога веќе го споменавте, Македонија имаше реклама таму, инвестира во Македонија, не знам како се викаше рекламата. Видовме ние. Потоа CNN повторно критички известуваше за Македонија, за сиромаштијата и за тоа дека сме на последни во регионот по сиромаштво. Тоа ви кажам, јас например, точно се знае кај нас тој платена политичка програма, CNN не си го кажуваат кога имаат тој тип на прилози, си кажуваат дека тоа е дел од некаква кампања и кога сакаат кога си прават, значи редакцијата, тоа е маркетингот што го прави тој дел, кога прави редакцијата вести и кога се прават репортажи, што се напојно изгледа. Значи, затоа нема да го спречи Македонија ако рече ние нема ќе повлечеме рекламата ако вашиот новинар известува за ова и за ова и вака и вака. Ја мислам дека ќе добиете двојка одма, може слободно да си ја повлечеме рекламата. Затоа што CNN функционира огромен пазар, каде што не знам колку тоа компании треба да решат да се повлечат од таму, да се заговор да организираат буквално за да го загрозат обстанокот финансиски на CNN. Аз мислам не затоа доколку постои пазарна економија, комерцијалниот медиум има начини да биде пак професионален. Што е тоа објективен, ја исто стога соцоведичен Бог може да биде објективен, кој може да биде објективен. И при тоа сакам да нагласам околу, забележав пред малку околу истражувачко новинарство и така натаму, и воопшто тезата околу комерцијални медии би дал може да бидат професионални. Па еве имаме јавен сервис, Македонска радиотелевизија. Еве не е комерцијален, па е најмалку професионален, или меѓу најнепрофесионалните, понекогаш. Така што, тешко е да се каже, да се тврди, да се држи ригидно тезата, комерцијалните не можат, овие можат. Тоа се тешко се доаѓа тоа. Меѓу другото, ова е трендот во цел свет. Сега во Холандија тоа се случува и масовно, од пред еден месец почна иницијатива, масовно граѓаните ја поддржуваат, а тоа се тие јавна собственост, медиуми во јавна собственост, каде што граѓаните донираат. Се повеќе се оди на тоа, медиумот објавува тема, вика тоа сакаме да истражиме
и граѓаните донираат за да новинарите можат професионално да истражат таа тема. Па говорим и за друга култура и кај граѓаните, а и се разбира за друг стандард. ProPublica е вебсайт во Америка кој $1,000,000 годишно во обртот, милион од 10 милиона со кои работи, 1,000,000 се пари дадени од граѓаните. Поред, јас предлагам овде да направиме една кратка пауза. Ние немаме реклами, но ќе направиме една кратка пауза да ги одмориме слушателите, се враќаме за кратко. Радио дебата на УГД ФМ. Клучи се. Повторно сме назад во ова отворено студио на Универзитетското радио во студентското бифе на економскиот факултет. Дебатираме на темата дали медиумите можат да бидат објективни. Генерално двата тима за чудо се согласија овој пат на тоа дека медиумите, барем во општеството во кое што живееме, е тешко дека можат да бидат објективни. Боријан ги класифицираше како професионални, затоа што објективноста била многу релативна работа. И со овие завршни говори полека ќе го финализираме ова издание на радио дебата. Завршните говори веројатно ќе одат во насока на тоа што би можело да се направи. Мартина Георгиева има своји минути во завршните говори. Поли. Фала, Егор, само накратко за крај, не би должела многу, туку би сакала да дадам како, мислам, би сакала да го презентирам она што се случуваше низ оваа дебата, односно поентите кои што беа изнесени. И она што беше заклучено низ оваа дебата е тоа дека ситуацијата во нашата држава е очена со тоа што имаме уназадување и потежок пристап до објективно, односно едно професионално новинарство, дека имаме потценати новинари кои што служат само како мегафони на власт, односно како послушни работници, со тоа што немаме објективен пристап до информации од ние граѓаните, со тоа што да се не останува видени да се надеваме дека нема повеќе да ги имаме оние тематски конференции на кои што новинарите би поставувале само прашања кои што однапред им се договорени и не би имале текстови, колумни, емисии кои што само би биле порачања од страна на оној кој што е собственик на тој медиум, туку дека самите новинари со својата диплома, односно трудот кој што, односно дипломата која што ја заслужиле со многотропен труд, ќе може да оправдаат со тоа што ќе имаат слобода на говорат. И сосема накратко, односно за крај би рекла дека повторно чест исклучок за оние новинари кои што честно и совесно си ја вршат својата работа, без разлика на притисокот кој што го добиваат секојдневно од своите собственици или пак од власта, односно оние новинари кои што остануваат доследни на професионализмот и работата која што ја работат. Пред ти благодарам, јас и публиката доколку има прашања слободно нека повелат со своите прашања или коментари се едно. Ќе им дадам збори на гостите за тоа што би било решението ако медиумите не можат да бидат објективни. Боријан? Решението тешко е да се даде вака кратко да се нафрлат сите работи кои би требало да бидат решението. Решението прво е политичко. Значи прво треба да има политичка волја во оваа држава да се воспостават некои принципи за кои говоревме. Значи ако велиме дека Македонија се определила да биде демократско и општество и во кое функционира некаква пазарна економија, тогаш тие принципи кои се општо познати, универзални, ако сакате, дефинирани во разноразни повелби и меѓународни документи, тие треба да се спроведат реалноста, не само декларативна заложба на секоја политичка партија со која се привлекуваат гласачи, таа после нормално тие исти принципи со кои сте привлекли гласачи, после ги манипулирате или не ги сапите воопшто. Значи, апсолутно е потребна сериозна политичка волја за да работите се сменат по многу основи во таа област. Тоа е она што зависи од политиката. Јас сакам да го нагласам и оној дел кој е прашање на интегритетот на секој еден. Значи, она што мене ме зачудува е масата на, особено на млади, и ја сакате како провокација за вас, кои, како кажам, за мене изненадувачки лесно прифаќаат за некаков си мал хонорар
да се појават на некоја телевизија било како, да прочитаат било чиј текст по било чија нарачка и при тоа да не изреагираат и речат, па видите, јас ова благодарам, но ова не. Јас познавам млади новинари кои студирале, кои биле на обуки во странство и многу добро знаат кои се стандардите на професијата, што е етиката во таа професија и покрај тоа, едноставно, најсамоволно, свесно, тие стандарди ги кршат. Доколку вие имате една критична маса на луѓе кои демонстрираат јасен интегритет, просторот за манипулација на оние кои манипулираат во најмала рака битно се стеснува. И од тој момент може да се смета на евентуално подобрување на состојбите за кои сега сите ние ги констатираме од колку имаме слободност. Бракеко ми побара збор за... Имам као мал коментар и може би едно упатено прашање до вас. Дали прво во однос на тоа дека се согласувам дека младите до некаде, младите новинари излегуваат и читаат текст без да го одбијат текстот, нели да дадат некаква критика на тоа каков текст се нуди. Меѓутоа искрено кажано, повострасните новинари се оние кои што се во поголем број, кои што не одбиваат да читаат таквите текстови и да изнесуваат во јавност, кои што не даваат критика. А според мене мислам дека тие треба да бидат еден укор на младите новинари по кој што идол на кој што би можеле да се огледаат. Тоа би било као мал коментар. И другото прашање мое лично е дали вие мислите како новинари може да постои едно синдикално организирање на новинарите и тие самите да се обидат да сменат нешто бидејќи се работи за нивната професија, бидејќи се работи за нивниот углед, нивната чест и нивната професионалност. Првата тема беше околу постарите и помладите новинари. Дека постарите се побројни. Зашто викам, немој до ден денеска не го разбрав тоа. Јас работев на еден медиум, да не именувам појќе медиум со работа во една телевизија, една од големите телевизии, и неколку пати со неколку млади новинари ми се случувало да ги молам да одат и да направат извештај онака како што треба да се направи, при тоа да се вратат по нечија инструкција и наукев, сум бил да бидам уредник на денот, тоа што го викаме ние. И сум им гарантирал дека стојам зад нив и дека ги бранам. И покрај тоа, ќе им се јавеа од некаде и они одма на првата кривина паѓа и попушта. Што поише да направи? Значи, јас нешто се однесува до мене, ја немам што да направам. Ама ми е многу жал што некористене прилики кога им се давале, јас сум ја презел одговорноста, па джал. Тоа е прашање на интегритет и на ништо друго. Тоа е едното, а второто прашање синдикалното. Да, синдикалното, тоа е некаква. Тука имаме многу проблеми ние новинарите, и јас си лирим понекоја случајно сме на дебатава, а бевме и во една група која неформална, адхок, некоја група која се формираше во 2009 година, ми се чини, по наша иницијатива се започна реформата на Сдруженијето на новинарите, она што сега некој дел од моите колеги цинично се осврнуваат на тоа што направивте, и да, може би јас лично да се кајам за дел од вложената енергија во целиот тој процес. Намерите да се реформира Сдруженијето беа најдобри. Она што се случи, не би рекол дека е тоа што ние тогаш го замислувавме дека треба да се случи, и повторно ќе дојдам, се судривме со проблемот на интегритетот. Реформата која иницииравме, која траеше баги месеци, преговори, договори, менување на деловник, 2 години скоро. Се создаде деловник, правилник, статут на Сдруженијето на новинари, кој ги овозможува сите алатки да функционира како што треба, за жал пак не функционира. И тука пак се најдам на проблемот на интегритетот. И затоа јас сум од оние, јас ја критикувам власта и државата.
е многу виновна за тоа. Но немој да го заборавите моментот на проблемот со интегритетот. Меѓу другото, професионалното новинарство бара интегритет. Талентот без карактер е талент кој ќе се изгуби во воздухот или во водата. Не е важно. Така, Лирим, а ти како собственик на медиум, како тоа ги притискаш новинарите да пишуваат одредени работи? На кој начин им вршиш притисок? Притисок, така. Многу тешко прашање, но со намалување на плата? Не. Јас имам таков однос со вработените, колегијален, значи да дојде некој јабанџија таму кај нас, нема да примети кој таму, затоа што се рачунаме како колеги пред се и можам да кажам дека ретко дури и одам и се распрашувам за содржината на весникот, колку што ме интересира другиот аспект сега од позиција на менеджер на донесување на пари за да се исплатат плати, придонеси и трошат се да се покриват. Значи, ми ја оставил таа работа на уредниците. Но збориме за решение на проблемот. Јас секогаш сум од тие луѓе кои што не сакам само да критикувам, туку сакам и да нудам решение. Еве сега ќе се носи закон за медиуми. Новинарите пак се затечени, знаат само да критикуваат, но никој од нив не нуди никакво решение и во рамките на овој предлог закон кој што е спремен од страна на владата и е ставен за дебата. Јас бев на една средба со колегиве новинари. Сите се нерационални по однос на тоа прашање. Никој не нуди досега конкретно решение кои членови би можело да се заменат за да имаме придобивки. Ние како новинари, ако донесуваме закон, што би можело, например, да се направи? Комерцијалните медиуми одат по таа логика. Еве овие што ги имаме така наречени комерцијални. Пример, турските серии се многу гледани. И сега тоа на секоја телевизија, не знам, дневно може 30% од целава програма идат турски серии. Зошто идат? Затоа што рекламериве фирмиве сакат таму кај што е гледано. Но од друга страна се уништува домашната продукција, било тоа да е културна, забавна, информативна, значи нема работа за новинариве, кои што работат во една медиумска куќа. И што секој месец слушам од колегиве како се избркани од работа од разни телевизии, затоа што собствениците одлучиле по-добро им да пуштат турски серии, турски филмови, отколку да имат некоја информативна, дебатна емисија, па башка на тоа и да имат некој притисок политички од било која страна, не ќе имат по-голем кер да се сконцентрират на турски серии. Сега што може со закон да се решила? Може, например, да им се наложи на секоја телевизија од одреден термин, зборувам за тие прайм тајм, за домашна продукција, да имат своја, да произведуваат своја програма, да имат информативен дел, да се поместат од прайм тајм овие турските серии или било кои што не, мислам, епте не окупира, почнавме дури турски да збориме дома, да размислуваме ко турци, но друго што може да се на таков начин, со такво законско решение ќе им се наложи над истите собственици да ангажират многу новинари кои што денеска се без работа, а и вредат во новинарската фела. Друго, преку овој закон, предлог закон, може новинарите да понудат идеја како да се регулират критериумите за добивање на реклами. Затоа што денеска се делат на безобразен начин реклами. Било да се тоа владините реклами или огласи, подобро кажано, објавува поточно некое министерство оглас за добивање на годишно право на реклами, на огласување на во одреден медиум и таму ти стои како главен критериум 100 бода носи цената. И сега има вестници кои што
имат по 200 тираж. Можеш ти утре да отвориш некој вестник, да најдеш некоја печатница мала, да од 200 примерока и да конкурираш таму и сигурно ќе тепаш, затоа што ќе идеш на најниска цена, затоа што ти нема да имаш трошици. Не се прашува таму дали има квалитет, дали има читаност, дали има тираж, дали има многу критериуми. Тоа би му дошло вака како за полиција, нели објавија тендер за возила. Ајде која е најниска цена, тоа возило, пак е полски Фиат или не знам што ќе тепаше таму на тој тендер. Значи, зборам за тоа. Буџетскиве пари што се трошат, кои што мора да се трошат. Не зборам за кампањи, зборувам за огласи кои се објавуваат одредени институции. Но по истата шема работат и повеќето приватни компании. Значи, тука мора да се воведе ред, да се внесат критериуми, гледаност, читаност, да се најдат баланси, не е 100 носи цената. Тоа е катастрофа и нема да имаш новинарство. Сега јас имам два вестника конкуренти кои што ми се имаш уште еден трет, заедно тие трите вестника се јас сам се продавав 3 пати повише од нив заедно. И сега јас имам 40 ангажирани луѓе кај мене, они имат по 4-5 мина. Нормално дека ќе ме уништи мене како медиум. Ако они конкурираат, пример ќе ви дам, на еден тендер од 400 евра, колко е една страна реклама дневно, они ја симна ценева на лицитација на 700 денари. Спазете за цела страна од 400 евра на 700 денари. И што значи? Тоа е, значи, преку овој закон, утре имаме во Велес некоја средба за нама да дискутираме на оваа тема. Ќе бидам таму и ќе им понудам конкретни некои идеи за да излеземе со конкретни предлози како би можело да се реши. Баш ќе вид. Нема јас да изгубам оптимизам до крај, ќе се борам, но сепак сум рационален оптимист дека нешто ќе се смени на. Така, имам естествено прашање, ако веќе се согласивме дека медиумите не може да бидат објективни, дека македонските новинари секогаш се субјективни и пристрасни. Еве и Борјан, зошто постојано им пречи на една група новинари дека друга група новинари се пристрасни кон власта, да речем? Зошто на една група новинари им пречи што друга група на новинари се пристрасни кон власта, ако сите се пристрасни? Дали е важно кон кој сте пристрасни? Воопшто не ми е спорно да е некој пристрасен. Видите, ние сите, секој од нас индивидуално, во зависност од тоа како е воспитан, каде е растен, идеолошки ние сме склони кон дури и несвесно да подржуваме некаква идеологија. И тука ништо не е спорно во тоа. Ја не еден колега немам забележам, ако он, не знам, ја поддржува, да речеме, демохристијанската идеја. Тоа е легитимна идеологија. Она не е спорна. Таа идеологија има принципи, има дефинирани вредности. И тука не е тоа прашање не сум несигурен и поставувам да поддржувам или не. Она што мене ме интересира е како вие, проговирајќи ги дали при артикулирањето на медиското артикулирање на тие вредности и промоцијата на тие вредности ги запазувате професионалните стандарди и етиката на вашата професија. Нема зашто да спориме ние некој ако демохристијанската, но повторам, едно е промоција, афирмирање на демохристијанските вредности и идеологија, а сосема друго е слепа послушност и слепа промоција на дневно политичките интереси на политичка партија. Доколку сте медиум кој е вграден идеолошки во некаква демохристијанска идеја, вие би требало да бидете најголемиот критичар на партијата која се декларира како демохристијанска, во моменти кога таа иста партија одстапува од идеологијата која самата си ја зацртала. Така што сакате, кон која сакате идеологија, приклонете се. Но тоа не значи дека треба да ги показите стандардот професионален и етиката. И пак ќе се вратам, јас често сакам да
новинарството е занат како и кондураджиството чевлаството. Да немаме дилеми. Вие, кога зборуваме за идеологија, вие може да произведувате чевли, кои се чевли класика за одело. Може да произведувате патики. Значи, идеологијата ви е поп-култура или идеологијата ви е класика во модата. Што и да произведувате? Значи, ако калабот е 42, калабот треба да биде 42. Ако се обшиваат чевлите или патиките и ѓонот треба да стои разнова, без разлика дали е модерно, дали е спортска, дали е, значи, идеологијата на вашиот производ, она треба да има запазено. Само да може да се носи на нос. Само да се надолжи. Она против ја што се борам и ги критикувам се оние новинари кои ги покажуваат овие принципи, односно кои ги произведуваат патика во која нема ѓон. Може да те надополнам. Значи, се случува често кај нас на веб страната, не објавуваме одредени коментари. Автоматски луѓето пак ти пишуваат, викат, поради тоа што сме ја критикувале оваа партија или таа партија. Се работи за етиката. Има некој речник, некои пцовки, што навистина кај тие луѓе кои што пишуваат, они автоматски априори ќе ти речат дека ти припаѓаш поради на таа политичка опција и не пушташ, не го пушташ коментарот. Но ние сме доведени, ние секој може да навива за некој, но и во Македонија се случува од новинари, од јавни медиуми и говор на омраза кој што е казниво дело. За жал, во Македонија не функционираат демократските институции. Во нормални околности не би требало никој да реагира, такви новинари би требало да се стават за трешетки. Значи, и меѓу нас има такви неодговорни луѓе кои што јас бев, например, за да не се декриминализира клеветава. Зошто? Затоа што во текот на моето 15 годишно искуство сум видел колега, новинар, како за еден поранешен политичар пишува свесно дека бил кодош на тајните служби. После 3 месеци човекот се разболе од мака, од рак и умре. Како тоа да не биде кривично дело, кога тоа свесно го направи? И мислам, одговорноста треба да биде на ниво новинарите, не се луѓе кои што треба да бидат раса заштитена, треба да подлежат под одговорност како сите други. И кога прашувам зашто, против што се, кого критикувам? Можете, јас ако имам поинаков став, или вие имате поинаков став, и ако тој став мене не ми се допаѓа, може ја мога да ми задам етикета дека си вие предавни. И може да дебатираме. И здраво е да имаме поинакви ставови. Многу работа. Може да дебатираме. Не може во инаквото мислење да препознаваш непријателство. Инаквото мислење е добро за едно општество. Тоа е вредноста на општеството, ти треба го гаиш тоа. Да го одгледуваш како ретка билка, а не да го корнеш и да го дискредитираш по секојата. Тоа е проблем. И кога ви кажат, ама не, ти си предавник, па тоа не е начин на говор, она што е говор на омраза. Па тоа не е слобода на изразување. Не е слобода на говорот на омраза, не може да биде слобода на изразување. Ние може да спориме, вие сте дебатери, знаете, ти имаш аргумент, да, нема да се согласиме на крај, па добра, што ако не се согласиме. Така, инаку сакав, Лирин го прашав за она пластично да ми објасни ти може би повеќе ќе можеш да ми објасниш како функционира тој притисок кон новинарите? На кој начин функционира? Не знам, на дневна основа добивате нарачки од собствениците, од рекламерите за текстови? Тој притисок како функционира? Не, јас не добивам нарачки. Значи, немам што да кажам, немам ни зашто да ги примам, не, тука не доаѓа у предвид. Значи, јас викнав денес објективни новинари, тоа е добро. Проблемот со притисокот е следен, кога например на власта не се допаѓа вие како пишувате, власта го прави следново.
ве игнорира, не ви овозможува информација, иако е законски институцијата должна да ви ја даде информацијата, не ви дава изјава кога ќе побарате изјава, се со цел да каже, еве го, овој не е објективен новин. Тоа е за повторно етикетирање. Тоа е форма на притисок. Ние на времето во Студио 2 ја направивме емисијата и прво беше на А2, после на А1. Целта беше секоја актуелна тема, секој ден во 19:30 да повелат сите кои имаат различно мислење околу дневната актуелност и да разговараат. Пола сат, кажете што мислиш, кажете што мислиш, фала пријатно. По X време една од партиите реши едноставно да не доаѓа. И при тоа да почне да го дискредитира да дискредитира таа програма како еднострана. Нормално како еднострана кога не доаѓаш. Или не ми се допаѓа, и ја не доаѓам и практично те приморувам. Или да бидеш едностран, или да умреш. Ајде малце по-конкретно, значи на прашање за да ти одговорам. Значи вчера имало некое истражување на јавното мислење кај некои студенти на Штуловиот универзитет, правеле анкети од типот катедрава там за новинарство, кои вестници се опозициони, кои се провладени и кои се објективни у средината. И сега меѓу трите вестника, што беше добар показател за нас, ми се јавија колегиве што таму го работеле тоа, ми кажа дека повеќето студенти гласале кога е најобјективен медиум, за разлика од другите биле со опозицијата, едните со власт. Но компромисот, како тоа се прави, еве ќе ви кажам. Затоа што немате вие можност тука да бидете неутрални. Или тешко да убедите некого дека сте неутрален по некои политички интереси, политички битки. Пример, ние имавме колумнисти кои што ги плаќавме редовно, почнувајќи имавме двајца колумнисти од власта, двајца колумнисти од опозицијата, имавме и македонски колумнисти, пишуваше Чомовски секој еднаш неделно кај нас. Имавме таква комбинација направивме да сите бидат задоволни и да си ги кажат своите размислувања. Но се доведовме до таква ситуација да едната страна, тоа секогаш е власта, да биде во такви правична застапеност во страницеве на вестникот, да биде незадоволна од фер условите и почнавме да бидеме етикетирани дека всушност ние полека одиме на другата страна и тоа е неиздржливо затоа што и по автоматизам ти ќе речеш ајде подобро да ја прекинеме таа страна на колумнисти, да најдеме некои сосема трети, да не внесеме политичари да ни пишуваат, затоа што секогаш ќе има недоразбирање. Секогаш ќе сакаат или си со мене или си против мене. Нема кај нас таа логика функционира кај политичари. Еве една ситуација која што бевме приморани да ја направиме само за да не бидеме лошо интерпретирани. За жал, тоа е менталниот склоп на нашите политичари и ќе треба да се прилагодиш на такви ситуации. Така да, јас сум изненаден, не случајно ви ги поставам овие прашања затоа што сум изненаден помалку од вашите ставови како новинари за тоа дека новинарството и не може да биде објективно. Има една вечна морална дилема во новинарството која што би сакал и вам да ви ја поставам, ако не зборуваме за оние аналитички страници кои што се во вестникот. Тие по дефолт се имаат вметнато мислење, став внатре. Зборуваме за едноставно известување кое што на дневна основа значи манипулација. Таа вечна морална дилема меѓу новинарите, ако вашата емисија се финансира од одредена, не знам, автомобилска компанија, и ако вие како новинар добивате информација дека автомобилите од таа компанија имаат неисправни сопирачки, дали ќе известите за тоа? Затоа што новинарството не е толку едноставно правење кондури. Правењето кондури, ако кондурата не е професионално направена, единствено што може да
нанесете штета е да некому да му се наводени ногата. А новинарството може да нанесе огромни штети на државата. Ќе ви изнесам конкретен пример, имавме за време на зимава со Евана. Да. Ево, не исклучуваше на некои рајони, сега меѓу луѓе има и што плаќа. Сега, во неможност да ги исклучуват единично неплаќачиве, ги исклучува цело село. Например, 50% од село платила, но да платат, да почувствуват тоа, мислам, да останат без струја ради ничија друга одговорност, неодговорност. Ние пишувавме за тоа. На почеток имавме реакции од луѓе што го водат пиарот на Евана, но 2-3 пати седнавме со нив и разговаравме, ние не можеме, сепак имаме публика и додовме до еден заклучок, добро, но секогаш кога ќе третирате такви теми, ако треба ќе не почекате можеби повеќе од вообичаено да заземеме став и да ви кажеме, да дадеме нашата страна на вистината. Има такви ситуации, не е баш дека ние се плашиме од секого. Ние збориме дали е тоа што би требало да биде. Не е. Значи, тоа пак сакам да кажам, во нормални општества каде што се дефинирани правилата на играта, тоа не може така да биде. Тоа не може така да функционира. Не може автомобилската индустрија, ова сега ви не пишувате. Како прво, тоа нема ефект во едно демократско општество каде што имате многу медиуми, ако они спречиле објавата на таа информација кај вас, таа информација нема да се сокријат. Имате, например, јаки невладини граѓански организации за заштита на потрошувачи. Они ќе го објават тоа. Така што Да, но прашањето е дали вие ќе го објавите. Тоа е прашањето. Може би ќе оставите одговорност на некому друг. Ајде некој друг нека ја заврши работата. Лично немам дилема. Ја лично како нова која работиме нема проблемот на лиди. Ми работиме во рамките на проект кој е од фондови кои се од надвор. И еве дознавате дека во фондовите има проневера на 100.000 евра. Тука не е спорно. Со тие фондови, јас сум работел преку 8 години, работев мојата емисија Еврозвук, да беше финансирана од Европска комисија. Односно, добивав на тендер на Европска комисија. И тука нема никаква дилема дали ти, ако имаш тема каде што ја критикуваш Европската комисија, дали смееш или не смееш. Ако било кој од Европската комисија, тоа се дефинирани правила, се обиде да те спречи, го пријавуваш и тој тешко не го мислам, си ја губи позицијата сега. Едноставно, затоа е велам, не доаѓа во предвид тој тип на... Вие можете да се изложите на тоа, ама тоа е повторно прашање на интегритет. Вие можете има и такви новинари, кои одат кај фирми и викат дај ќе ве пофалиме нешто, ама дај ми некој динар. И нормално, фирмата постоје, али пробе пофалиме нешто, напиши нешто. Или сокри го, или што, ева ако го е трне рекламата, нема да се објави, не доаѓа во предвид. Така што фирмите се позиционираат визави една медиска реалност каква што ние ја сознаваме. Нема да спомнам. Ако кажеме интегритет, фирмите нема да може да доаѓа во предвид, ја повлекувам рекламата за тоа. И вие го објавувате тоа и ще да има ресурс поголемо. Имаше... Така што ја би, да кој бил на лично место, би внимавал кога би кога би функционирал во едно поинак општество. Овде каде што мејнстрим медиумите се апсолутно на таа линија функционира, да, тоа има може и не. Само да ви дам еден пример. Имаше еден напис за одредени неправилности во едно министерство, кој што пушта од време на време огласи по вестници. Обично ги пушташе кај нас како најтиражен вестник на албански јазик. И после еден напис, ова е скоро, мислам нема ни 3-4 месеци случај, скоро се пожалија дека може во иднина нема да ви пуштиме огласиве, значи тоа се париве, доколку оди тој текст. Ние го пуштивме текстот. После 3 дена, они пуштаат оглас кај нас. Сакаме да резервираме пола страна за објавување, не знам после колку дена. Ние, јас им викам на луѓе од маркетинг, ќе им речете, нема место за вас во нашиот вестник ни за огласи. Па може ли заутре? Цела недела е запатена за вас. И они се зачудија затоа што не наишле на ваков случај. Значи, има храбри
чекори и од нас. Ние сме навистина во многу тешка ситуација, кај можеме ќе ги истакнеме забиве, но понекогаш ги знаеме да премолчиме некои ситуации, за жал. Така. Во ред, благодарам ако нема прашање од публиката. И јас тука некаде ќе завршам ова издание на Радио Дебата и благодарам на гостите и благодарам на дебатерите, денешни гости во ова издание на Радио Дебата. Беа Борјан Јовановски и Лирим Дулови, долгогодишни новинари, и моите дебатери Кристијан Панев и Мартина Ѓоргиева. И благодарам и на вас слушателите што бевте заедно со нас во ова издание на Радио Дебата. Слушајте го репризното во среда од 21 часот. Следете не на facebook.com/ugadafm, twitter.com/ugadafm, а како подкаст можете да не слушате на mixcloud.com/ugadashtiп и youtube.com/ugadashtiп. Се надам дека запамтивте се од овие адреси. И благодарам на вниманието и пријатна вечер.